Три работи, нели, како што знаеме, се вечни. Тоа е Бог, човековата душа и Божјото Слово. Тука сме ние, душите човекови, Божите чеда, Божите избраници. Бог е помеѓу нас, кој што е вечен, и Божјото Слово е со нас, во нас и понатаму нели треба да го живееме. Божјото Слово е еден патоказ за верникот, како треба да живее, како треба да функционира, кои работи треба да ги исполнува, поправка во животот, испитување во животот, нели се во согласно со Бога и со Светиот Дух, но Божјото Слово е тоа кое што не води, не мотивира, не инспирира да во секојдневните ситуации, секојдневните предизвици, да знаеме, нели, што ви рекле народно, како да се поставиме и што треба да направиме. Не секој пат испаѓа од наша страна така, но Божјото Слово е живо и делотворно и вистинито, но ние сме тие кои што знаеме да го занемариме, знаеме да погрешиме, знаеме да одиме контра на тоа што е пишано, но затоа сме и тука, да може повторно се вратиме кон изворот, повторно се вратиме кон тоа што е запишано од Бога. Обрав една тема, Господ се бори за нас. Тоа ми е поврзано со една песна, сигурно пеете во оваа заедница, нели, низ безбројни битки минуваме пак и Господ се бори за нас. Се таа фраза која ќе ја спомнеме, Господ се бори за нас, звучи така едноставно, нели? Као да бе, да знам, Господ се бори за мене. Океј, супер. Тераме со животот. И тоа како фраза често така и во песната има нако така малце анализираме или влеземе подлабоко, ќе има дека не е баш така тоа едноставно. Нели, да знаеш дека некој кој што те создал, некој што е покрај тебе, некој што е позади тебе, некој што е со тебе, се бори за тебе. Са многу пати, нели, во човековата филозофија, овој свет што нуди, верува во себе, бори се до крај. И често такви флоскули слушаме дека, нели, кај нас е центарот, дека ние тоа треба да го направиме. Но колку убаво звучи, нели, да знаеш дека некој се бори во позадина за тебе. И баш и таа песна е многу убава. Из безбројни битки минуваме пак и Господ се бори за нас. Секој човек поминува низ различни битки. Ќе навлеземе малку таму, нели, какви се тие битки, кои се тие предизвици, кои се тие кризи. Но вика Господ се бори за нас. И секако луѓе ние често пати можеме животот да однесе во многу насоки, во многу падови, во многу ситуации каде што би дошло до разочарување, пролекување. И сето тоа е нормално во човековиот живот. Нормално е. Ние сме од крв и месо, луѓе, емоции, психа. Сето тоа е нормално што може да дојде до такво запрашување или до такво размислување. Но кога ќе знаеме дека Господ е тука и дека тој се бори за нас, лесно можеме се избориме со таа ситуација заедно со некој. Стравот може многу да парализира, може да уништи, но стравот е реална ситуација, не можеме да избегнеме. Не може никој да рече јас сум тука најсилниот, немам никаков страв, можеби да во овој момент. Но не се случиле можеби некои ситуации во животот кои што некој друг ги поминал или некој друг се изборил со Божја помош. Или нели сите сме силни кога сме окей. Но кога ќе дојде некоја болест, сите се чувствуваме слаби. Кога ќе дојде некоја криза, сите се чувствуваме слаби. Кога ќе дојде некој животен предизвик, сите се чувствуваме слаби, немотни, бараме помош. Бараме помош од луѓе, што е нормално. Но најголемата помош треба да побараме од Бог, бидејќи Господ се бори за нас. Лани станав тренер по фудбал. Полагав тоа, све земав лиценци, ФФМ. И сум тренер во еден скопски клуб тука. Водам генерации до U12, кој се разбира со спорт фудбал, знае што е тоа. И сега ги зимам деца на тренинги, запознавам се, играме тоа детска лига ФФМ. И прва задача на првата утакмица што им поварав после тренинзите, им викам, од вас барам борбена игра, од вас барам еден за друг да се борите, покрај тие, нели, технички
тактички работи кои што ги учиме, камо вас го барам тоа, барам толку многу силна борба, намерни фаули да ми направите во игра, јас да ги видам. И доаѓа полувреме, губиме утакмицата, доаѓа полувреме, ги собирам, викам колку фаули се направија, 2, колку ви побарав јас, 5. Кај се другите 3, викам да ги направите, викам. Зошто, викам, се плашите? Што е проблемот? Сега тука пробав да им влезам во таа психолошка бариера, нели? Кој е проблемот да ти да се плашиш? Што? Ќе ти исклучи судијата, ќе ти даде картон и да ти го даде тоа, нели? Не е крај на свет. Сега нормално, нели? Сето тоа што го барам јас од нив е до доза на ферплей, не сега да го утепа тамо, него да знае дека кога го направи фаулот, да отиде да пружи рака, се извини на другото дете кој што игра. И едно нешто кое што, нели, тоа е период, не може одма прва утакмица, втора, трета, поминаа месеци каде што ја видов борба кај нив. Но борбата ја видов само кај нив. И од тука сакав да направам нешто плюс, да видам не секој да се бори за себе. Туку се одиме фаза плюс, ти да се бориш за другиот. Ако едниот го поминат, другиот да помогне, другиот да се избори. Тимски да се избориме. И често пати тоа го поврзувам со словото, таа честа конекција нема на спортот со Божјото слово, бидејќи многу елементи ги има тука со тие тимски игри, тимски дух. Но колку е полесно да се победи кога се бориш за другиот, или другиот се бори за тебе, или третиот за четвртиот. Колку е полесно кога Господ се бори за нас. Ја правам оваа споредба со, нели, тука земното со тоа вечното. Кога јас се борам за некого, кога знае тој дека има бека позади, дека некој го покрива за време на утакмица. И да направам кикс, другиот ќе се избори. Тој да направи кикс, јас ќе се изборам. Колку пати ние во животот правиме кикс? Имаме некој кој што се бори за нас. Имаме некој кој што е тука, имаме некој на кој што можеме да се подпреме. Во овој случај, нели, тренер во нашиот живот. И колку можеме да бидеме цврсти во таа фраза Господ се бори за нас. Во Божјото слово има многу стихови кои што не насочуваат кон тоа што Бог го кажува и кон тие негови ветувања, дека тој е тука со нас, дека тој ќе се бори. Например, во Излез 14 глава, 14 стих вели: Господ ќе се бори за вас, а вие бидете спокојни. Повторно една реченица која што е толку едноставна, како песната: из безбројни битки минуваме пак, Господ се бори за нас. Тука во словото вели: Господ ќе се бори за вас, а вие бидете спокојни. Нели се одма доаѓа човечкото, бе лесно ова се каже: бидете вие спокојни, Господ ќе се бори за вас. Не е така едноставно. Или со некој кој ќе имаме муавет, ќе му речеме: аве, не се секири, Господ е со тебе. И тоа е некоја фраза што така здраво за готово ја земиме, кажуваме на луѓето, као напи сапче ти поминува и тоа е тоа. Треба се искуси прво Господ, за тоа се бори за тебе. Не може така фразата само да кажуваме по луѓето: Господ се бори за тебе, живе, биди спокоен, добар си, топ си. Треба се искуси Господ. Да се искуси Господ во животот, цврсто да се искуси Господ и ние да бидеме спокојни со Него. Ако не се искуси Господ, не можеме да бидеме спокојни. Не може Господ да очекуваме се бори за нас. Во Второ Законие, 3 глава, 22 стих вели: не плаши се од нив, зашто Господ Бог наш сам се бори за нас. Ова е за непријателот, нели? Кога се соочуваме со овакви предизвици, не плаши се, вели од нив. Не се плаши. Господ Бог сам се бори за нас. Лесни се овие стихови кога ги читаме, нели, но кога дискусуваме во животот и во нашиот секојдневен од со Бог, во предизвиците, во работата, во било кој степен во животот, имаме случаеви каде што можеме да сведочиме дека Господ се бори за нас. Има случаеви каде што може да кажеме дека не сме биле во добри односи со Бог во одреден период и дека не сме виделе дека Господ се бори за нас. Не сме го искусили. Он може се бори, но ние не сме го искусили.
Животот е променлива категорија, не е една иста. Се навратам ја на за 10 години, ќе знам некои работи, сум кажал што сум правил, какви одлуки сум донел, што било. И сето тоа е фаза во животот. Има одредени фази во животот, но во секоја фаза Господ е тук. Во секоја фаза, во секоја одлука Господ е тук. Може би ние мислиме дека ни се случуваат некои работи, но Господ е тој. Господ не се менува. Ние сме тие кои што се променуваме. Ние сме тие кои што се менуваме. Но Господ е тој. И Господ се бори за нас. Дури во молитвите, кога се молиме, кога се застапуваме едни за други, тоа е една армија, војска која што за одреден брат, сестра има некаков проблем, се молиме, се застапуваме и Бог е командантот во таа армија, во таа борба. Да бидеме сигурни дека не сме сами, туку Господ се бори за нас. Псалмите, Псалм 46, првиот стих вели: Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник во неволја. Било кој пат да имаме проблем, знаеме дека имаме прибежиште и сила, или ветер во грб, кој што ќе не носи, докажан помошник, вели во неволја Божјото Слово. Псалмистот Давид, кој што го има напишано овој псалм, докажан помошник во неволја. Ако Давид не искусил неволи во неговиот живот, па не знам кои поголеми неволи искусил тука од нас, и сведочи пишува за тоа: Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник во неволја. Ако ги земеме овие сите зборчиња, едно да се изостави би немало смисла. Вели Бог ни е нам прибежиште, некој кај што имаме да се наслониме, да се утешиме, да побараме помош, прибежиште, некој кај што може да се заслониме, се скриеме. Вели и сила, не само се заслониш да се скриеш, туку и да ти даде сила за во наредна ситуација или икс други ситуации, тоа да може да се избори. И вели докажан помошник, кој што помага, но кога, вели, и во неволја. Многу убав стих. Бог ни е нам прибежиште и сила, докажан помошник во неволја. Не сме сами. Бог е со нас и Господ се бори за нас. Учениците кои што беа со Исус Христос цело време околу Него, иако го знае, иако верува во Него, иако ги гледа чудата кои што тој ги правеше, сведочеа за тие чуда, па беа вклучени во одредени чуда, комуницираа со Господ Исус Христос, тука беа, знае во сите Негови вистини, но во одреден период и тие се сомневаа, во одреден период и тие се плашеа кои текнува на бурата во коработ. Знаеа со кој се случи бура и толку се исплаши испаничија што и верата им се разнеше. Па дури кога го предадоа Исус Христос, кога го распна, и они беа во големо бунило, страв. Не знаеа што се случува. Дали беа сигурни дека Господ се бори за нив? Тоа е едно човечко размислување, нели? Самите ученици во искусија Исус Христос на еден посебен начин, за кој што понатака сведоче и црквата се темелеше, почна од нив, самите апостоли. Но и они имаа сомнеш, и они имаа страв, и они имаа неволи во животот, на кој што имаа разочарување, имаа повлекување. Но знаеа дека Господ се бори за нив и дека нема да ги остави. Во Исаја 41 глава, 10 стих, вели: не плаши се, зашто јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепам и ќе ти помогнам, ќе те поддржам со мојата победоносна десница. Сите овие стихови се со ветување, сите овие стихови не се напразни така пишани.
Сите ви имате едно ветување на голема длабочина. Овој стих сега што го прочитав, може би еден од најцитираните стихови кога некој поминува низ криза, низ страв. Праќаме нели вака стихчиња помеѓу браќа, сестри, на Facebook постираме и ред други работи, сето тоа е супер. Но вели не плаши се, зашто јас сум со тебе. Од старт знаеме што имаме. Не плаши се, јас сум со тебе. Не вознемирувај се, зашто јас сум Бог твој. Јас ќе те запкрепнам и ќе ти помогнам, ќе те подржам со мојата победоносна десница. Многу елементи гледаме во овој стих. Не плаши се, вели, јас сум со тебе. Не вознемирувај се, јас сум Бог твој. Јас ќе те закрепнам, ќе ти помогнам, ќе те подржам со мојата победоносна десница. Избавување од страв гледаме тука, заштита на срцето од вознемирување, закрепнување и помош и подршка од Божјата победоносна десница. Колку ова нелюбово звучи во само еден стих. Колку многу работи, колку многу напишани работи, елементи кои што не водат во животот. Може да ни дадат насока, може да ни дадат сигурност, темел, мир, надеж, иднина. И всушност тоа е христијанството. Надеж, вера, иднина. Не е само да го прифатив Исус Христос во мојот живот, тоа е тоа. Веќе сум Божјо чедо и тоа е тоа. Но доаѓаат секакви ситуации, колку ги искусуваме ние овие работи? Тоа ми е мене прашањето за размислување. Колку ги искусуваме овие работи? Страв, вознемирување, заштита, подршка, помош. Сите овие работи, колку ги искусуваме? Или само сме херои на своето време, херои во областа во која што функционираме, херои во христијанскиот живот, дека нас не ни се случуваат никакви работи. Тоа е таму за надвор од овие простори, за тие луѓе. Тоа е само заблуда, каде што може да си правиме илузии дека злото и гревот и сите тие работи се случуваат негде надвор, не засегаат нас, баш напротив. Истото е. Злото е зло, грев е грев. Човекот е човек. Но Божјото Слово во човекот и Божјиот Дух во човекот ја прави таа разлика. Без Бога, без Божјото Слово, сме никој ништо и сами од себе не можеме да се избориме со ова. Може би до одреден степен ќе одиме, но ќе удриме со главата во зид и тоа е тоа. Се случува поразот. Второ Солунците, 3 глава, 3 стих, апостолот Павле вели, но верен е Господ кој ќе ве утврди и запази од лукавиот. Еве го ова сега во оваа насока што отидов со злото и со гревот. Но верен е Господ кој ќе ве утврди и запази од лукавиот. Тоа е тоа што го кажав, таа бариера. Злото не е за нас, гревот не е за нас, за некои други. Но верен е Господ, кој ќе ве утврди и запази од лукавиот. Лукавиот сите ги напаѓа. Верници, неверници, атеисти, онакви, такви, кој како се декларира, сите ги напаѓа. Злото сите ги напаѓа. Гревот кај сите доаѓа. Но Господ е верен, вели. И ќе ве утврди и ќе ве запази од лукавиот. Но како? Како тоа ќе биде? Само ако сме
во општење со Него, само ако сме блиску до Него, само ако ги пазиме Неговите заповеди, само ако ги живееме Неговите ветувања, Неговите благослови. Сето друго може да биде само привремено, но поразот ќе дојде. Но верен е Господ кој ќе ви утврди и ќе ве запази од лукавиот, пишува апостолот Павле. Апостолот Павле во неговото послание до филипјаните многу кажува за таа борба со злото, постојаност во битката, постојаност во општењето со Бога, еден живот како треба да се живее, бидејќи самиот апостол Павле го искуси Исус Христос на еден уникатен начин. Самиот тој беше во битка со Него. Самиот тој беше во битка против Него. Но после тоа, со таа целосна трансформација, тој беше во битка за Бог. Понатак и знаеше дека и Господ се бори за него. И кога го искуси Бог, Исус Христос, апостолот Павле, во својот живот, борејќи се против него, кога го искуси, тој се придружи во таа битка со него. И толку цврсто веруваше дека Господ се бори за него, што секакви ситуации помина во животот само за да го донесе Евангелието до една човекова душа. И затоа нели рекуваме апостол Павле, великан, кој што го искуси тоа е како да Бог се бори за тебе. И тој во посланието до филипјаните, првата глава, од 27 стих, па надоле до 30. И самото насловче е така, постојаност во битката, вели. Тој го запишал следно. Живеете само достојно за Христовото Евангелие, така ако дојдам и ве видам, или пак во отсуство слушнам за вас дека стоите во еден дух, борејќи се еднодушно за верата на Евангелието, и во ништо не се плашите од противниците, тоа е знак за нивната погибел, а за вашето спасение и тоа е од Бога. Зашто вам ви се даде дар, поради Христос, не само да верувате во Него, туку и да страдате за Него. Борејќи се со истата борба, каква што видовте во мене и сега слушате за мене. Живеете, вели, само достојно за Христовото Евангелие. Дека стоите во еден дух, тоа што го ја дав таа споредба со екипата за фудбал. Во еден борбен дух, дека стоите, борејќи се, вели, еднодушно за верата на Евангелието. И во ништо, вели, не се плашите од противниците, бидејќи знаеме дека Господ се бори за нас и дека сме заедно. Или тоа е знак за нивната погибел, а за вашето спасение тоа е од Бога, не е од нас самите, туку е од Бога. Не е по наша заслуга спасението, туку е дар од Бога. Колку да се бориме, колку и да правиме, не можеме да дојдеме сами со собствени сили до тоа спасение, туку е дар од Бога. Зашто вам, вели, ви се даде дар поради Христос. Повторно гледаме таа Божја благодат. Дар поради Христос ни се даде. Не вели само да верувате во Него. Има многу луѓе што веруваат во Него. Една анкета направена на площад, секој втор трет ќе каже да верува. Вели не само да верувате во Него, туку и да страдате за Него. Степен потежок. Како да страдаме за Него? Предавајќи ги нашите животи кон Него, ние веќе почнуваме да страдаме, бидејќи се одрекуваме од одредени работи кои што нас не се задоволства и сметаме дека е добро. И страдаме поради Христос, бидејќи му веруваме. Веруваме во Неговиот збор, веруваме во Евангелието Христово. Вели, борејќи се со истата борба, како што видовте во мене и сега слушате за мене. Тој пример што го остави апостолот Павле. Борејќи се со истата борба, каква што видовте во мене и сега слушате за мене.
Апостолот Павле се бореше, нели? Да, и ние се бориме, но фокусот и центарот е Христос, бидејќи Господ се бори за нас. Амин. Се помолам. Господи Боже Исусе Христе, Татко наш, доаѓаме пред Тебе и Ти благодариме за овој топол сончев ден. Ти благодариме за Твоето Слово, за Твоето пишано Слово, благодариме за спасението кое што Ти ни го даваш. Те молам, чувај од злото, чувај од гревот, пази не, Господи, Ти исполнени со Твојот свет дух, заштити не, Ти бори се за нас, Господи. Веруваме во Тебе, во Твоите вистини, бараме Ти да не исполниш со Твојот свет дух и Ти да не водиш. Да не бидеме егоцентрични, туку да Ти се предаваме Тебе, да веруваме во Твоето Слово, во силата Твоја, да не се плашиме, туку да име храбри со Тебе, Господи. Бидејќи Ти се бориш за нас и победата е Твоја. Чувај не, пази не, Господи, прости ни ги гревовите, дај ни прошка на гревовите кои што ги правиме, грешките и престапите, Господи. Ти исчисти ни од секаков грев, да живееме живот за Тебе. И кога да погрешиме, да знаеме дека Ти се бориш за нас и дека Ти ќе ни даеш победа колку да е тешко. Колку и во нашите очи, умови да делува тоа тешко, Ти ја даваш победата, Господи. Чувај не, пази не, заштити не, Господи. Се молам за секој еден тука во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Амин.